Најпрво би го започнала разговорот со во пресред на летните одмори. Знаеме дека граѓаните веќе почнаа да ги прават своите резервации за летните одмори. На што најмногу треба да внимаваат во овој период? Така, значи ни предстојат на сите летни одмори. Летните одмори има патувања. Патувањата се да бидеме среќни и задоволни од тоа што како ќе го поминеме летниот одмор. Меѓутоа понекогаш може да се случат и некои непријатности. Од тие причини сметам дека ние постојано апелираме граѓаните кога ќе склучуваат договори, односно кога ќе ги уплаќаат своите одмори преку туристичките агенции, прво да внимаваат дали се тоа лиценцирани агенции и понатаму секогаш да побараат точни информации за тоа каде ќе бидат сместени, колку се оддалечени од морето ако патуваат на море и слично, да бараат договори кои што ќе бидат потпишани од страна на агенцијата и да имаат целокупната програма која што им ја ветува агенцијата, се со цел да доколку се случи нешто, има некој проблем, можат да реагираат веднаш по враќањето, односно 8 дена откако ќе се вратат имаат право да реагираат, да поднесат барање до агенцијата, односно жалба за тоа што не им било испочитувано согласно договорот. Имавме во изминатиот период такви ситуации, знаеме дека поради војната што се случи, многу од аранжманите што беа уплатени за Дубај, за Кипар беа откажани од реални причини, бидејќи не беше безбедно, летовите беа откажувани. Така, во однос на летниот период знаеме дека проблем има и со исхраната, односно со храната. Кои се најчестите жалби од граѓаните, но и на што најмногу треба да внимаваат во овој период? Знаеме дека има навистина и расипана храна по маркетите со поминат рок. На што најмногу треба да внимаваат тука? Така, имајќи во предвид дека ние како граѓани и потрошувачи имаме се помалку буџети, дека дури за храна гледаме како да заштедиме, многу често граѓаните одат од маркет до маркет, бараат производи кои што се на акција. Меѓутоа треба да знаат дека производи прво и основно со поминат рок прехрамбени не смее да има во ниеден маркет. И сега она што ние како потрошувачи покрај рокот на употреба треба да го гледаме е декларацијата која што е ставена на самиот производ, да ја прочитаме, бидејќи многу често се случува да некои од потрошувачите имаат реално и некој здравствен проблем. Например, некој не е толерантен на глутен, можеби некој има шеќер. Значи, сето тоа, затоа ги читаме декларациите за да видиме што содржи одреден производ и дали тој реално би можел да влие на нашето здравје. Меѓутоа, за жал, можеме да кажеме дека во изминатиот период бевме сведоци дека по направените контроли од страна на Агенцијата за храна одредени млечни производи не го содржаа баш тоа што го пишуваше на декларацијата, односно има намалени масти или содржаја палмино масло и така натаму, што не беше декларирано, па ние како потрошувачи сега се поставува прашање дали пак можеме да имаме доверба дека тоа што е декларирано на производите реално истите и го содржат. Значи овдека веќе станува збор, иако велат дека тие се хемиски, биолошки исправни, сепак станува збор за квалитетот на производот. Така, покрај скандалозниот извештај од Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на млечните производи, се најавува дека дури пострашно од тоа ќе биде оној извештај кој што го најавија дека ќе го објават во однос на сувомеснатите производи. Што мислите вие околу оваа гранка, односно за оваа исхрана? Ќе видиме што Агенцијата за храна и ветеринарство има инспекцијски служби, таа е тука за да го прави тоа што го прави, да прави контроли и да се види дали и домашно произведените и увозените производи се со квалитет кој што го пропишуваат на декларацијата, значи или дали се здравствено безбедни за конзумирање на потрошувачите. Очекуваме дека ќе излезат со соодветни извештаи и дека конкретно ќе бидат кажани самите тие увозници и производители кои што за да знаеме ние како потрошувачи кои се тие кои што не доведуваат во заблуда и во иднина сами да одлучиме дали одредени производи ќе ги користиме или нема да ги користиме, да имаме да не се доведуваме во заблуда, односно кога ќе одиме во некој маркет и ќе ја погледнеме декларацијата да сме сигурни дека тоа што го пишува на неа го има и во самиот квалитет на производ. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.